8 часот и 15 минути продолжуваме со утринската програма на македонската телевизија Македонија наутро. Семејните традиции за време на празниците ги обединуваат практично сите генерации во ова брзо темпо на живење. Веројатно празниците остануваат единствените датуми кога навистина можеме тоа да го направиме во малку по да се собереме сите, да се собереме сите во поголем број. Да. Така што денеска зборуваме на таа тема, односно колку овие традиции можат да го зајакнат семејството како основна клетка на нашето општество, кое мораме да признаеме дека во последниве неколку години имаме чувство дека се разнишува од многу страни, меѓутоа ќе се потрудиме ние да ја стопираме оваа појава, барем ако не друго. Пред некој ден се пошегувавме на една тема, наша генерација 86-та, ја земавме пример, нашата генерација, 86-та треба да направи промени. Ќе направиме, ветуваме. Така што, да, нека прави промени. Со Мирјана Ивановска-Стојановска во продолжение разговараме повеќе на оваа тема. Добро утро. Добро утро. Нека ни се срекни празниците. За многу години, да сме живи и здрави, и Нова година, и Бадник, и Божик, се некако слејано најубавиот период од годината чинам. Кога имаме повеќе празници, кога имаме и можност и прилика, па да, целото семејство да се собераме, и можност и прилика, и ако не сме дома, и да отидеме дома, да си ги видиме нашите. Да, празниците без разлика колку веруваме, не веруваме, колку сме религиозни и така, се одлична причина и повод за да се собереме, да бидеме заедно, да поседиме, да поминеме подолго време заедно, да заеднички да спремаме, заеднички да распремаме, да готвиме, да се делиме со храна, со нашите блиски, со нашите пријатели, со сите оние со кои што комуницираме постојано. Донесува топлина во душата, радост, чувство на безбедност, дека припаѓаме, затоа што тоа е некоја внатрешна наша потреба голема, како нагон да припаѓаме, да се некој дел, социјален дел, да сме прифатени во средината. Може и оттаму и тој мир што го чувствуваме кога ќе влеземе во домот на родителите. Да. Посебен мир е тоа, или кога ќе влеземе во домот на бабата и дедото. Едно посебно чувство, еден мирис кој што потсетува на безгрижност. Да, безгрижно детство. Така. Во поголем дел, нели, во број во семејствата, кога ќе се вратиш назад во детството, нели, идеш, тоа е некој позитивен регрес, да кажем, кога се сеќаваме на мирисот, например, се сеќавам на баба ми, кога готвела млеко вареше од сабајле и го носеа, а она ќе запали една печка на дрва, и мирисот на дрвата и варено млеко, мене секогаш ме потсеќа на нешто многу топло, многу такво. Чудно е тоа со годините. Семејство, да. А толку години поминале, а ми останало чувството, сеќавањето. Така сите ние си имаме некое сеќавање, што не прави да се осетиме дека тоа е дел од нашиот живот. Тука ние припаѓаме, со тие луѓе сме се врзале, они нас не сакаат, ние нив ги сакаме, си се прифаќаме меѓу себе, си се разбираме, се делиме со нив. И тоа ни создава баш тоа чувство на безбедност, на сигурност, на реализација на себе си, нели, таа пирамидата Маслов, дека ние сме дел од ова општество, тој социум, колку да е голем тој нашиот, и дека е тука нашето место. Безбедно е да се живее тука. По завршување на емисијата, Драги ќе си отиде во своето родно Берово, кај неговите дома. Кажи каков е мирисот во Берово? Кога ви ќе зборуваме, сигурно е нешто препознатливо, сигурно некој мир посебен. Па да, нели, кај родителите секогаш е убаво, меѓутоа мене конкретно за овие празници секогаш ги поврзуваме со храната. Посебно тие божиќни утре или новогодишното утро, сака да ми мириса на цимет и на портокал, со кафе, измешано со кафе, и тука ми е останато уште од дете, и да погледнеш, нели, филхармонија, како му доаѓа тој виенскиот новогодишен концерт. Меѓутоа, едно утро за мене е посебно драго. Пред неколку години имаше на телевизија концерт на Simply Red. Јас Simply Red многу ги сакам. И тоа беше сега кога ми е асоциација прва за Божиќ, ми е Simply Red концертот со мирис на портокал и на цимет.
И практично секогаш овие големи спомените кои што ги создаваме. Значи сите сетила се вклучени. Тоа е убавото за празниците. Како да се негуваат генерално овие традиции и да се пренесуваат. И да се пренесуваат. Па овие сеќавања вакви и од нашето детство, тоа станува дел од нашиот идентитет, од тоа кој ние се препознаваме себе си. И убаво е малце да посветиме на тоа внимание, затоа што така си посветуваме и на тој дел што внатре сме си го земале, што сме го пикнале негде во себе си, во душата. И кога си посветуваме внимание на традиционално е да биде тоа со храна, со некоја што нели баш тогаш еве денеска лепче ќе се меси, пита се прави и така баш кој е специфично за тие празници, е нешто што се може да се каже асоцира на љубов, на заедништво, на дом, имаме храна, имаме нешто што ќе поделиме заедно. Некогаш на луѓето тоа е многу било важно, затоа што и храната тешко се набавувала. Сега нас ни треба да отидеме до супермаркет, фала Богу, нели, да имаме колку што сакаме, да си купиме што сакаме, да си каснеме и да е нешто скапо, ако не кило, 100 грама, 500 ќе земеш нешто ќе купиш, така да сите е достапно тоа. Ама имало време кога храната навистина била некој символ на нешто што, значи, ако си дадеш од устата, вика, да пресечам, да го скршам на пола и да го дадам. А сите некогаш во животот доаѓаме, нели, во ситуации кога нас нешто ни треба, нели, ни треба другите луѓе да ни дадат и не само храна, со тоа даваме и љубов, даваме и поддршка, даваме еве јас сум тука за тебе, добро дојде, тука сме сите заедно, ќе го делиме лебот, ќе делиме заеднички тоа што има на масата и тоа е многу убаво. Убаво е да се одржат сите тие традиции, тие заеднички седнувања, без разлика, еве, овие се нели христијански празници, имаме други празници од другите вери луѓето. Секогаш е тоа символ на некоја топлина, на заедништво, на љубов, на давање, на меѓусебна помош. Убаво е да ги поканиш пријателите да ти дојдат дома, да ручате, да вечерате заедно, да си поминете убаво. Односно, ние делиме енергија, дишиме во истиот воздух, ги разменуваме атомите, да кажам, натрешно. Си разделуваме емоции и после вакви празници баш се појавува тоа чувството на припадност, на тоа кој сум јас, она што реков, тоа што го носиме внатре, станувам посвесен за себе си, за нова сила некоја така. Топлината и поддршка да се развиваме понатака. Овие празници не секогаш ги прифаќаме со таа топлина и со таа убавина, дури и да биде се како што треба, нели, во најдобар ред. Чувствуваме некоја анксиозност околу празниците, за време на празниците, посебно тој период кога ќе завршат празниците. Чинам дека повеќе се актуализира. Во текот на годината имаме многу предизвици, од секаков тип предизвици и ги поминуваме со веројатно силата која што сега ќе акумулираме и за време на празниците и силата која што постојано заедно со семејството која што ја акумулираме. Полесно се поминува се во заедништво, но цела таа енергија, како да ја насочиме потоа и постпразниците и целиот тој период на еуфорија, сега тука под наводници еуфорија, како да ја насочиме потоа, мислам дека е индивидуално на секој поединечно. Тука веројатно е тенка линијата, дали ќе не одведе во анксиозност или во оној правец во кој што треба да оди. Да. И па тука се работи, значи, како да го преживееме од празник до празник. Па кога ќе дојде празникот, на некој таков убав начин да го искористиме и да го дочекаме. Грижата за менталното здравје воопшто, барем на нашата територија тука во државава, па и на Балканов и така, е на многу ниско ниво, да кажам. Ние не сме доволно едуцирани како да се грижиме за себе си, за своето ментално здравје. И дека не мора да живееме со стравови, не мора да живееме со анксиозност, не мора да живееме со тага, со болка во душата, значи може да си побараме помош. Ако не ни помогнат муабетите со пријателите, со роднините, со блиските луѓе,
а не секогаш помагаат, затоа што за решавање за некои проблеми не е доволно само прифаќање, љубов и заедништво, него треба некоја стручна помош, некој да ти ги среди работите во главата, нели, да ти помогне ствари да си ги средиш. Да те насочи. Да се насочиш, нешто да решиш, да научиш нови вештини, да научиш како да се справуваш со нови проблеми. Тоа нас постојано ни треба во животот, зашто ние никогаш нема да бидеме спремни за сите проблеми. Да. Зависно од периодот на животот, тако ни се децата мали имаме едни проблеми. Ако работиме во една фирма се едни проблеми. Кога се преместиме работно место ќе бидат други проблеми. Децава ќе пораснат, ќе имаме други проблеми. Кога си отида децата, па имаме проблеми. Значи нешто што животот го носи, ние постојано треба да се адаптираме, треба нешто ново да учиме. Иако не секогаш ни оди од рака, што се вика веднаш да влеземе во тоа, ништо нема страшно да си побараме помош. И кога ќе се грижиме за тоа ментално наше здравје, кога не мора да живееме со панични напади, со стравови, не е само апче да се напијам и ништо да не сменам во животот. Тогаш ќе станам зависен само од апчињата, за да 3-4 сати се осетам малце подобро, да ми се симнат некои симптоми. Нели, и што потоа? Да, можеме да се грижиме за себе си. Како што се грижиме за здравето на нашите заби, за нашето тело, одиме на доктори, така е и за менталното здравје. Никој не живее со болен заб. Значи, кога те боли забот, мора да идеш, затоа што нема да издржиш ден-два. Ама кога те боли душата, можеш и да си живееш така. И квалитетот на животот да биде многу низок. Сега, ако се грижиме за таа своја душичка, меѓу двата празники, кога ќе дојде празникот, ќе имаме доволно сила и доволно добрина во себе си за да добар го направиме празникот. Да им се радуваме на тие што ги сакаме, а не да ги повредуваме или да бидеме против нив, или да постојано зборуваме за семено насилство, за луѓето кои го создаваат семејството, на кој тоа семејство им е нешто најдрагоцено, во кое што направиле деца, во кое својот дом, они прават нешто за да тоа се распадне и да патат сите. Значи, ни треба нешто да правиме за себе си, да си ја негуваме душата, за да сме спремни, отворени и да не се плашиме да сакаме и да не сакаат и да бидеме блиски со сите. Морам да ве прашам, тој притисок околу новата година, нели, нова година, нов јас, секогаш така велиме. Како да го изменаџираме наједноставно, едно ваше гледиште? Има ли потреба од нешто такво? Зошто нов јас? Да, во тој интензитет, со тој интензитет. Како најлесно да се изменаџира оваа ситуација, бидејќи секогаш актуелна и секогаш со истиот жар? Да, градењето на себе си е нешто што е постојано. Значи, нема да се изградиме себе си кога ќе ми текне на 30 дека сега е нова година, чекај нешто да направам за себе. Од утре сум јас, новиот. Значи, тоа е еден процес што се случува од нашето раѓање и понатака во животот. Ајде, во првите години ние не сме ни одговорни за себе си, нели, додека станеме луѓе, се формира личност и така. Ама кога ќе станеме свесни за себе си, ние добиваме право и должност да се грижиме за себе, да го градиме својот живот, и тоа е еден постојан процес во кој што ние, ако не правиш ништо, ако си се заборавиш, кога ќе дојде празникот, ќе биде притисок. И сега новата година. А бидејќи ме прашавте за мене лично што мислам, јас мислам дека мене новата година не ми е како крај почеток, него е нешто што еден убав празник, едни убави денови. Јас многу сакам тоа што е градот украсен, и сакам дома да ми биде така. И јас си ставам тие на главата. Тоа е посебно расположение, да, затоа што е убаво. Да. Убаво е ама целата таа грижа, целото тоа внимание на себе си треба да биде во текот на целиот наш живот. Тогаш кога ќе дојдат празниците, нема да мислиме дека тука е крајот и почетокот, него е некој континуум. Затоа што она што го работев, например, тоа го пишував до 30 до 31, вчера продолжив пак да го пишувам, значи ништо не се случи, кој знае какво големо. Календарски се сменило, нели, почнуваме пак некоја бројка. Сега ќе ми треба време да научам 26-ка да пишувам место 25-ка. Ќе се коригираме. Да. Ние како луѓе сме континуум, животот е таков.
Нас ни треба постојано да водиме себе си грижа, да не се забораваме и да ни текнува на празниците. Чекај сега јас, шо беше мојата желба некоја, па некои невидени, не знам какви желби. Ние треба постојано да си ги исполнуваме желбите. И оние малечки, и оние поголеми. Треба постојано да мислиме за тоа каков е квалитетот на нашиот живот. Еве, пак зборувам за менталното здравје. Што ние ќе направиме за себе, колку ќе се сакаме себе си, а сакањето на себе си вклучува сакање и на оние наши блиски, зашто кога нив им е добро, и мене ми е добро. Така да, љубовта кон себе си, кон блиските, покажу трпението. За да сготвиш треба да дадеш многу време, треба многу енергија за тоа, треба да купиш намирници, нели све тоа, па да донесеш, па да правиш, даваш со тоа на луѓето од себе си. Сега кога го споменавте, додека ве слушав, ми дојде мисла дека без разлика кој какво чувствува во текот на годината, створил еден кон друг, неважно на страна, празниците не се време за лутина. И не се време за расправање на лутината, дали треба да постои или не, заедништвото е она кое што треба да... Што и не е ретка појава, значи што... Да, заедништвото е она кое што треба да се задржи. Мислам, тоа е друг уште една сега паралелно, нели, идат различни теми. Паралелно и тоа е, тоа е некако заедно со тоа е незавршените работи во животот што си ги носиме со нас. Кои заради тоа што постојано ги решаваме, ама никогаш не ги решаваме до крај, не оневозможуваат за времето на вакви празници навистина да го уживаме сето тоа за кое што зборевме претходно. Незавршени работи, незавршени караници, собирање на емоции, ќе видиш ти еден ден, ќе те чекам да остариш, или ќе видиш ова, или децава ќе пораснат, па ја ќе ти кажам, или... Значи, не води кон ништо тоа. Некогаш вистината е, сите ние помалце се плашиме од незе, зашто, нели, како што е приказната за вистината, она е многу гола и може вака сите ние кога ќе застанеме пред незе, така малце ни е непријатно од тоа, вака гол некој да стои пред тебе. Ама тоа е нешто и што ослободува. После тоа нема неречено. Нема предпоставки, не ја знаеме вистината. Така да, може би еве за 26-та година било убаво ние сите малце повеќе да ја користиме. Да малце повеќе да бидеме наклонети кон вистината, да си ги кажуваме работите, да си кажуваме како се чувствуваме, да ги решаваме работите, затоа што ако дома не ни е убаво, а и бараме надвор нешто што ќе не задоволи, и најдеме и си мислиме дека сме нашле нешто таму, дали од вежбање па се до различни активности, ова овде останува нерешено. Останува нешто што ќе не јаде како незавршена работа, што ќе ни биде тешко во душата, ќе не мачи, и нема да може да спиеме, нема да имаме спокој, ќе бидеме многу нервозни, ќе бидеме анксиозни, за секој мал збор ни е што сакаш, за се нешто што фали, зошто не купи, мислам, влегуваш во... Не ни треба тоа. Да. Не ни треба во никој случај. Така да треба да си ги завршуваме работите на време и како што преска. Тоа е континуум. Како доаѓаат проблемите, би требало да ги решаваме. Да не се сеќаваме од пред 3 години, кога ти реков да купиш нешто, а ти не се врати, па отиде кај брат ти, а ти кај сестра ти, и не знам, мислам муабети што кому рече и денот и нив, а нив 3 години тоа ги мачело. Или поминуваме преку работите, или едноставно седнуваме и ги решаваме. Благодарам, Мирјана, благодарам за разговорот денеска. Секогаш е пријатно чувство кога ќе дојдете кај нас. Посакувам во мир и спокој да си ги поминувате во домашна атмосфера со најблиските празниците. Па да, јас се одбидувам барем од ова што го зборам нешто да применувам. Не секогаш и нели ваквите муабети изгледаат многу идеални. Ние никој не може идеално да живее, ама е убаво да се трудиме да го правиме тоа. Фала ви за поканата. Да ни убаво на душата. Да, да еден убав ваков празник, еден ден да можеме да зборуваме за вака убава тема.